како прашање се наметнува, еве овој урбанизам, урбан хаос, знаеме да кажеме урбан заселен, агресивен урбан растеж, има ли Скопје капацитет со сообраќајната инфраструктура? Чувствувам порано имало часови кога велиме во наводници шпиција сега е во текот на целиот ден. Така е. Ако продолжиме исто со купување и користење на сопствени возила, со трендот кој го имаме во последните години, еве една мала фуснота, например, ова е податок официјален од царината, дека во последните 10 години бројот на регистрирани возила во Скопје е дуплиран. Која инфраструктура може да се справи со вака голем број и голем раст на возила? Да не зборуваме за возилата кои доаѓаат на дневна основа во Скопје од надвор. Значи невозможно. Ние што и да правиме? Прво, немаме простор да правиме нови булевари, широки булевари и така натаму. Можеме... Ова што се прави многу е споро, можеби и бавно, такво мислење имаме. Е пребавно, тоа па произлегува од други работи, експроприација нерешена, несоодветни проекти и така натаму. Но еве тоа и да го ставиме настрана. Логично е да размислиме дека ние не можеме да се избориме со така енормно големиот раст на приватни возила. Не можеме да ја задоволиме таа потреба. И сега се поставува прашањето, што има поголем приоритет? Дали ќе им дадеме предност на возилата и ќе им овозможиме булевари наспроти зелени површини, катни гаражи наспроти зелени површини, помалку велосипедски патеки, помалку пешачки патеки наспроти пошироки булевари, или ќе најдеме начин како да го дестимулираме користењето на сопствени возила. Прво што треба да се направи, се надевам дека брзо ќе дојдеме до тоа да се осовремени јавниот превоз, значи прво мора на граѓаните да им се обезбеди алтернатива, а после тоа да се работи и на други мерки кои што ќе го дестимулираат, употребата на сопственото возило. Зголемување на цената на паркингот во централните градски подрачја, да на човек му стане неисплатливо да тргне со свое возило да заврши некоја работа и така натаму. Значи не треба да им овозможуваме услови, што повеќе услови да овозможуваме за нашите возила. Не, треба ние да се ставиме како приоритет. Неколку пати во одговорот кажавте што треба да се прави, меѓутоа еве навистина што е она што веднаш треба да се реагира, еве од ваш стручен аспект како професор на градежниот факултет, за да некако го релаксираме, да го амортизираме Скопје? Па да, треба прво да се искористат некои инфраструктурни објекти кои што се веќе изведени. Имаме 2 моста преку Вардар, кои што и текако ќе го релаксираат сообраќајот, мостот Љубљанска и мостот на булевара Асном. Од она што гледам низ медиумите, верувам дека брзо тој проблем ќе биде разрешен со експроприација на околните објекти. Пуштењето на тие 2 моста во сообраќај и текако ќе го релаксираат градот, потоа она подземна сообраќајница, односно таа врска од Капиштец кон Кисела вода и така натаму, што нема да биде многу брзо завршено, бидејќи таму бара големи зафати кружни токови пред поранешната Нова Македонија, зградата на Нова Македонија, но како и да е да се заврши Момин поток, исто така тоа е едно тесно грло, тука тој ќе придонесе за полесен влез-излез и комуникација со северниот дел на Скопје, но понатаму ќе потенцирам што е можеби обратно од домаќиното мислење за тоа дека со пошироки булевари, со повеќе булевари ќе овозможиме побрз проток. Не, треба да го дестимулираме користењето на јавниот превоз. Не можеме да се надпревараме. Огромна е бројката на приватни возила во Скопје. Знаете, во нив најчесто се вози еден или двајца. Премногу е тоа. Да не кажам дека тоа па негативно влијае и на загадувањето и на квалитетот на воздухот, што е исто еден од најголемите проблеми на нашиот град. Ви благодарам за разговорот. Ми беше драго.